Добро дојдовте во Бизнис објектив. Цената на златото урива рекорди. Од почетокот на годинава е во пораст. Ако вредноста се гледа во долари, за една година златото е поскапо за околу 50%. Инвеститорите се повеќе бегаат кон овој благороден метал, барајќи сигурност во време на глобална неизвестност. Американската инвестициска банка Goldman Sachs предвидува дека цената на златото, што сега надмина 110.000 евра за килограм, ќе расте и следната година. Но трендот не зависи само од економските индикатори. Клучен фактор се и геополитичките случувања. Кристина Кузмановски ја има анализата. Историските рекорди повторно се уриваат кога станува збор за цената на златото. Вредноста на овој благороден метал надмина $4.000 за унца, а изразена во долари за една година цената се зголеми за 50%. Американската инвестициска банка Goldman Sachs предвидува дека цената на златото до крајот на следната година може да се приближи и до $5.000 за унца. Поскапувањето на овој благороден метал е поттикнато од засилените купувања на централните банки, кои се обидуваат да ја намалат својата изложеност на американскиот долар, но и поради олабавувањето на монетарната политика на ФЕД. Дополнително влијание има и судирот на американскиот претседател Доналд Трамп со федералните резерви. Како резултат на сите случувања, инвеститорите се повеќе ги насочуваат парите кон фондови што се тргуваат на берза, а особено кон златните ETF фондови. Зголемување на цената им донесе на инвеститорите во злато огромен профит во последниве години. Сепак, многумина оправдано се прашуваат дали се уште е добро време да се инвестира во златото или цената е премногу висока. Инвестициско злато или златен накит. Цените одат нагоре, а тоа го потврдува и Зејнула Асани, златар во старата Скопска чаршија. Неговото семејство веќе 60 години традиционално се занимава со продажба на злато. Свесен дека цената на златото расте, вели дека сега е вистинското време да се инвестира во жолтиот скапоцен метал. Но Асани истакнува и дека високата цена е токму причината зошто луѓето во Македонија се помалку купуваат злато, споредено со претходните години. Никој не очекуваше толку голем пораст. Очекувавме дека ќе иде и ќе биде многу стабилно, али овие денови, овие недели е многу нестабилно и многу рипа во берзата. И нормално ние као Македонија со оваа криза, со оваа моќ што го имаме, одразува доста кај народот и не стига кај сите. Има порано се купуваше и за матурски и за помали, некој пример за роден ден и сега само за свадби. Ние работиме со светската берза, значи колку е во берза е и кај нас. Граѓаните штедат во злато или граѓани што имат можности? Граѓаните што се економски јаки, тие штедат во злато, доаѓаат, оние знаат дека гледаат дека берзата расте на златово и купуваат, али многу малци има такви граѓани во Македонија што штедат во злато. Моментално се купува понижни работи дека заради цената. Порано се купуваше и потешко дека стигаше поевтино беше злато. Сега гледат народот, пак ние сме народ што сакаме злато, обожаваме злато, носиме злато, али заради економијата малце понижни работи се трошат. Кај нас во Македонија златово е 14 каратно и се движи од 5500 денари па нагоре. Зависи од изработка, од дизајн, од модел. Граѓаните со различни ставови. За некои вреди да се штеди и инвестира во златото, бидејќи се смета за најсигурна инвестиција. За други пак, кризата си го направила своето. Треба да се има средства за да се купува злато. Па како има пари купуваме, а сега моментално не. Ја како млада, например, сум имала многу злато тоа време. Тоа време се купуваше злато и беше многу ефтино. Златото сега е малце поскапо и расте доста. Поради тоа гледам и купувам. Која е разликата на цената на златото порано и сега? Голема, драстична разлика. Купувате ли злато? Кога доаѓаме тука. Не стално, али кога доаѓаме купуваме, да. Зошто купувате злато?
Па ми се свиѓа така нешто. Цената секој ден и ден расте све повише. Сега златото тука како гледаме не се гледа, а камоли да се купува. Во турска лира пак, цената на златото се зголеми за 100% од почетокот на 2024 година според бројките на Турската централна банка. Тоа е главоболка и за златарите што го посетуваат саемот за накид во Истанбул. Altının durmaması ekonomik olarak insanları da çok zorluyor. Normal vatandaşı da çok zorluyor. Bizim de satış politikamızı çok zorluyor. İşlerimiz azaldı. Hayat durmuyor. Masraflarınız yükseliyor ama siz eskisi gibi ticaret yapamıyorsunuz. Çok etkiledi. Yani %50 demesem de %30'larda, %25'lerde tabii düşüş var. Сепак тоа не ја спречи индустријата да ги представи своите блескави производи на саемот. Неодамнешните добивки за скапоцениот метал во голема мера се препишуваат на тековната економска неизвестност, геополитичките тензии и силната побарувачка од централните банки ширум светот. Флуктуациите на цените се толку непредвидливи што повеќето изложувачи се двоумат да ја споделат цената на своите парчиња, бидејќи тие се менуваат од ден на ден. Orta Doğu'daki en ufak bir problemde oradaki müşteriler ürün alma şeyleri, döngüleri biraz uzayabiliyor. Според Сдруженијето на извозници на турски накид, извозот на накид од Турција достигна 7,5 милиарди американски долари во 2024 година и веќе достигна вкупно 5,7 милиарди американски долари помеѓу јануари и јули 2025 година. Иако има мала понуда на македонскиот пазар, сепак има можност да се купи инвестициско злато во физички облик, односно како монети и плочки. Каков е интересот на граѓаните и што ќе ја движи цената во иднина? Ирена Чачкова разговараше со Снежана Поповска, финансиски аналитичар. Цената на златото стигна до 4.000 долари за унца. Некои прогнози се дека оваа цена ќе оди и уште повисоко. Зошто првин дојде до ваков скок? Повеќе од 10 години беше во период на консолидација и некаде 2021 година имавме неколку обиди за пробив од тоа психолошко ниво на 2.000 долари од унца и технички гледано, затоа што ако ја гледаме графиконот и движењето на цената на златото, веќе силно пробивот од тоа психолошко ниво на 2.000 долари ни даде сигнал дека ќе имаме нов нагорен тренд на златниот метал кој што е започнат и се уште ќе продолжи да расте според моите анализи. Достигна 4.000 долари, тоа беше нешто што го предвидовме, го очекувавме како ценов таргет за движење на златото. Се уште ќе расте според мене, зашто ова е нов секуларен, долгорочен нагорен тренд на златниот метал после долг период кој што беше во консолидација. И причините позади тоа можеме да ги се неколкократни. Од една страна имавме високи стапки на инфлација, имаме геополитички тензии и инвеститорите, стравот на инвеститорите од целата економска ситуација допринесе за нивна алокација на дел од своите пари во златниот метал како заштита на капиталот. Дополнително во последните неколку години се повеќе читаме дека централните банки ги зголемуваат своите златни резерви и самата понуда, самата побарувачка на златниот метал допринесува да незината цена расте се повеќе и повеќе. Има прогноза дека би достигнала и 5.000 долари. Можно ли ова сценарио? Да, значи според мене цената ќе достигне и многу повеќе во наредните години, значи зборуваме за подолг временски период, не зборуваме за оваа година. Како што веќе напоменав, имаме нов секуларен нагорен тренд на златниот метал кој што ќе трае години, кој што ќе трае во наредните неколку години и моментално не гледам индикации зашто цената на златото би почнала да паѓа. Значи моментално се наоѓа на 4.000 долари кој што е некое психолошко ниво и верувам дека тука ќе имаме некое мало запирање на тој нагорен тренд и би очекувале некоја корекција, надолна корекција на цената, но не се уште присврт на
трендот на цената на златото за да кажеме дека сега е време за продавање или дека ова беше најголемата цена што ја достигна и тука можеме да очекуваме само надолно движење на цената. Имаше ситуација нова од вчера, така потазе, во однос на односите и конфликтот помеѓу Израел и Газа. Се зборува за мировен договор, дека тоа ќе стави крај на тензиите. Колку овој процес сега ќе влијае на цената да може да ја спушти надоле со оглед на тоа што случувањата геополитички ја крена, меѓутоа дали сега може да не се случи обратен правец? Моментално цената е на некаков цената на златото ги достигна своите највисоки вредности и бидејќи очекуваме корекција, секогаш треба да има некаков тригер или сигнал што ќе предизвика да цената се коригира да се коригира надоле. Не можеме да тврдиме дека војната помеѓу Израел и Газа беше причина, дека беше една од причините за движење на цената на нагоре, значи повеќе фактори се земаат во предвид, но може да доколку дојде до некаков мировен договор, може да биде како тригер или индикација за некакво намалување или корекција на цената на златниот метал, но не можеме да тврдиме и да констатираме дека токму ради тоа цената ќе почне да се движи надоле. Значи зависи од многу повеќе фактори, значи зависи од движење на цената на преносите на обврзниците, движење на останатите бирзански стоки, значи пазарот на акции, цената на валутниот пазар, значи кога го анализираме пазарот, кога анализираме одредена класа на средства, иако анализираме конкретно таа класа на средства во нашиот случај златниот метал, не сметам дека не треба да го гледаме сам за себе, само златниот метал, него треба да гледаме дали постои одредена корелација со останатите класи на средства што се случуваат на пазарот, затоа што обично инвеститорите кога инвестираат прават реалокација, значи инвестираат во една класа на средства, па после тоа да речеме продаваат златен метал, купуваат акции или купуваат, значи постои голема корелација помеѓу сите класи на средства и така да не верувам дека можеме да кажеме само дека доколку има некаков мировен договор дека тоа ќе може да влие, може да биде тригер за да почне да се секогаш има нешто што ќе се случи. Да, не би било гаранција дека апсолутно да, не можеме да тврдиме дека сега токму ради тоа готова цената на златото го достигна својот максимум, дека тука надоле може да очекуваме пат. Значи според моите анализи јас очекувам цената да достигне 5 па дури до 8.000 долари, ама зборуваме за подолг временски период од неколку години. Има ситуација поради токму овие глобални случувања, централните банки генерално одлучија да штедат многу повеќе во злато. Колку нивниот ваков потек влијаеше на растот на цената? Тоа не викам дека е од сега земено, меѓутоа геополитичките случувања не се неколку години наназад и верувам дека тие влијаеле на ваквата одлука. Колку ваквата нивна одлука влијаеше да се зголеми цената на златото? Секако дека влијаеше, значи основното правило за формирање на цената на пазарот е еластичноста помеѓу понудата и побарувачката и се додека има поголема побарувачка од понудата, цената ќе расте. Централните влади во последните неколку години ги зголемија своите златни резерви и верувам дека ќе продолжат со таа стратегија да ги зголемуваат своите златни резерви. Дополнително стравот на инвеститорите веќе го спомнав. Многу често ако гледам историски наназад, движењето на цената на златото ни дава некаков импут, односно преглед за какво е расположението на инвеститорите. И кога инвеститорите осеќаат дека има некаква несигурност на пазарот, прибегнуваат кон инвестирање на златниот метал и тоа секако дава некаков сигнал што може да очекуваме на финансиските пазари, затоа што и покрај намалување на референтните каматни стапки на централните банки се уште гледаме дека на пазарот на обврзници приносите се се уште високи, кое што не дава доволно јасна слика и сигурност дека имаме некој стабилен финансиски пазар. Конкретно за нас како држава, дали доволно македонците се одлучуваат или има зголемен интерес кај нашиот народ да инвестира во злато или се уште бегаме по оние класични штедења, например за имам повеќе пари па кидам ќе ги чувам во банка или кидам ќе ги инвестирам во недвижен имот, ќе купам стан за утре да стои сите тие работи ќе го издавам под кирија, или тука гледаат генерално осигурација на своите средства или можеби е зголемен интересот за купување на златото кај нас?
Дефинитивно можам да тврдам дека како поминува време, ние се повеќе се едуцираме на тема инвестиции и народот се повеќе станува посмел и се интересира за останатите можности за тоа како да се инвестираат средствата надвор од тоа што до сега бевме научени или баравме сигурност во банкарски депозити. Интересот постои и се повеќе и повеќе се зголемува, значи не само за инвестирање во златниот метал, генерално за инвестирање и во акции на домашен и на меѓународен пазар. Колку што имам јас информација, последниве неколку години зголемен е обемот на трговија на злато. Кога зборувам за злато, зборувам за инвестирање во физичко злато, односно во инвестициско злато, кое што представува инвестициското злато кај нас се нуди од една банка и од една приватна фирма. Значи имаме 100% сигурност за тоа што кога купуваме инвестициско злато, тоа злато е со 999 чистота и си има свој сертификат и жиг и секогаш може да биде во секое време разменето за пари по моменталната пазарна цена по која што се движи златниот метал. Значи, генерално се една банка и една компанија кои што работат со злато, каде што може да купиме. Години, каде што може да се купи или евентуално ако сака некој да продаде инвестициско злато или сребро. Значи тука ние зборуваме за златото, но мислам дека треба да го спомнеме и среброто, затоа што тоа беше исто среброто, ако го погледнеме цената на среброто, таа беше доста време стагнираше и последниве 3 месеци направи голем скок, се извинувам. И сметам дека како што ќе се движи цената на златото, голем потенцијал ќе представува инвестирањето во среброто. Дали може сребриниот метал? Интересот би бил поголем кај нас доколку имаме на пример поголема понуда од една банка и една фирма? Дали може би треба повеќе банките да се вклучат и зошто до сега не се вклучиле, зошто останавме само на една банка која што може да го прави тоа? Па јас мислам дека во иднина дека тоа ќе се смени, дека банките ќе пројават интерес да ја понудат оваа услуга и овој производ на граѓаните, затоа што лека по лека се отвараме и повеќе се едуцираме, самите граѓани ќе побараат со самата едукација на граѓаните потребата за инвестирање, интересот за инвестирање ќе наметнат потреба на банките да го понудат овој производ во својата палета и мислам тоа е нешто што може дополнително што повеќе да се развива, значи кога веќе имаме понуда за купување на инвестициско злато, може да се дополни со многу други производи како не знам златен депозит или да се дават кредити како со обезбедување на златото Мислам дека имаме огромен потенцијал за раст во овој дел кај нашите комерцијални банки, дека тоа е нешто што иако во моментов имаме само една банка, дека ова нема да застане тука и дека постепено банките ќе размислуваат и ќе одат во таа насока да го понудат. Доцнат ли во однос на... Верувам дека не е само одлука на банките, дека тоа е нешто што треба дополнително кадар кој што ќе треба да се вработи, да се едуцира, да се образува, така да верувам дека можеби веќе има банки кои што во позадина размислуваат за тоа и дека еден ден ќе прочитаме на објава дека некоја банка веќе започнала со работа и трговија на инвестициско злато во Македонија. Во однос на тоа колку е интересот кај нас, нема да ги земам за споредба другите земји поразвиените, веќе го земам Западен Балкан како пример, каде стоиме во однос на регионот, дали околу нас можеби повеќе му се зима на важност на златото како продукт? Па мислам дека сме тука некаде, значи колку што знам инвестициско злато се нуди се тргува во сите земји во нашиот регион. И не верувам дека ништо многу заостануваме, сепак имаме интерес, имаме некој кој што го нуди и како почнуваме да се повеќе да се едуцираме и да се грижиме за нашата финансиска стабилност и иднина, потребата ќе наметне дали треба повеќе да се развиваме во тој дел на пазарот. Сепак златото е само еден инструмент во кој што може да се инвестира. Имаме и други инструменти кои што постојат на пазарот. Имаме инвестициски фонд во кој што може да се инвестира не директно во физичко злато, но имаме можност да инвестираме во компании, во фонд кој што инвестира во компании
кои што се поврзани со производството на злато и благородни метали. Исто така имаме можност да инвестираме и на меѓународниот пазар, да купуваме различни ETF-ови кои што се поврзани со инвестирањето во злато или благородни метали, така да сепак мислам дека не заостануваме толку многу и дека имаме доволно опции. Објасни ако може разликата што е инвестицијското злато во однос на она злато, физичко злато кое што најчесто знаеме, нели, продавам злато. Да. Ланчиња, така, значи имаме златен накид, да, имаме накид кој што има посебна вредност. Значи имаме златен накид кој што има една вредност, значи имаме тука, значи имаме инвестицијско злато. Инвестицијското злато е злато кое што има 9,999 чистота. И тоа инвестицијско злато се издава од специјални копачници кои што се со сертификат, со специјален сертификат и жиг, и тоа инвестицијско злато може да биде разменето во било кој дел од светот, во било која земја, како да биде разменето за пари во секое време, додека накидот што го купуваме, значи останатото злато, е повеќе наменето за комерцијални цели, значи тоа е накид и го користиме, нели, за мода, за поклони, за не истото злато, тоа е мешано злато. Значи не можеме да отидеме во банка и да кажеме јас сакам овој златен прстен да го сменам за пари. $5,000 за дека ќе му дадат. Да, апсолутно не, значи ова е чисто злато, сертифицирано со специјален жиг кој што може да се размени во било кое време, во било која банка или компанија која што го нуди, не само во Македонија, дури и надвор од Македонија, кога патуваме, ако веќе го имаме и носиме со нас, можеме во секое време да го размениме. Значи зборуваме за нешто што е стандарден производ, сертифициран со 9,9 чистота, нешто што го нема кај накидот. Значи накидот има друга намена, друга цел. Ти благодарам за ова интервју. Фала многу. Централните банки акумулирале над 1000 тони злато во секоја од последните 3 години, што е значително зголемување во однос на просекот од 400 до 500 тони во претходната деценија, објавија во својот последен извештај од Светскиот совет за злато. При тоа се наведува дека ова значително забрзување на темпото на акумулација се случи во услови на геополитичка и економска неизвестност. Според Светскиот совет за злато, централните банки на Соединетите Американски држави, Германија, Италија и Франција имаат над 75% од своите резерви во злато, додека од регионот Грција има 62%, Турција 43%, Србија 16,9%, додека Македонија има 13,7% од резервите во злато или 6,9 тона, додека Бугарија има 9,5% од резервите во злато. А како се развива стартап сцената во Македонија? Според извештајот на глобалниот стартап екосистем индекс за 2025 година, стапката на раст за стартап бизнисите во Македонија е мала или под 2%. Дополнително се забележува дека главниот проблем е одлив на мозоци, како до подобри услови за стартап сцената. Анализата ја има Билјана Николовска. Македонскиот стартап Фактум МК е алатка која е создадена како стартап со цел да ги спои технологијата и правото. Преку неа адвокатите и правниците со помош на вештачка интелигенција и датабази на закони и случаи наоѓаат решенија со кои си ја олеснуваат работата. Програмерот Димитар Чуковски никогаш не помислил дека неговата идеја за помош на адвокати ќе стане стартап бизнис. Тетка ми е адвокат и она си имаше проблем, буквално многу често доаѓа луѓе, она само да прашам, знаеш, кај адвокат, кај доктор кој идеш, само да прашам. Вика, Дима ми доаѓаат 100 такви, вика, и само да прашам, време се губи и нели не е продуктивно. И од тука почнам овето, рековме, ајде да направиме апликација, да видиме за ова дали може да го брзаме. Сепак замислата за апликација ја презентирал на стартап Викенд и освоил прво место. Добил менторска поддршка и инвестиција од Фондот за иновации, што било и пресвртница с уште неколку мина да ја создадат платформата. Сетивме кај клиентите многу почна да не може да живеат без нејза. Тоа многу не смени. Кога ќе се десеше нешто, пуштаме нова верзија, мора на 10 минути да падната или нешто така, имавме тие периоди и тие 10 минути ти звонат. Дечки, што се деша? Ја мислев дека никад нема да го видам Фактум пак, не може да живеам и бевме као, вау, чекај маце, ова има тука нешто.
И така свативме ствари можноста, видовме дека ствари и со тек на време свативме дека ствари имаме направен продукт што е стварно на светски рамки. Фактум е само еден од околу 250 стартап бизниси во земјава кои во последниве години се појавија на стартап сцената. Председателот на Стартап Македонија, Игор Маџов, вели дека се работи за компании кои се насочени кон брз раст, преку иновативни решенија за постоечки проблеми и се во фаза до 6 години од основањето. Македонскиот пазар е многу мал и оние компании кои што го таргетираат локалниот пазар е тешко да остварат тоа економија од обем, што е причина зашто и голем дел од компаниите се првенствено тех компании кои што внесуваат иновации и технологии и кои што пред се првично го гледаат балканскиот пазар, а потоа и европскиот пазар и глобалниот секако. Глобалната платформа за мапирање и анализа на стартап екосистемите ширум светот, Startup Blink, рангира преку 1400 градови и над 100 земји, според јачината и развојот на нивните стартап екосистеми, користејќи податоци за бројот на активни стартапи, нивниот успех и бизнис окружувањето во кое се наоѓаат. За разлика од домашните организации кои го следат бизнисот и пребројале меѓу 200 и 300 стартапи во Македонија, проценките на Startup Blink се дека тука обстојуваат само 43 стартапи кои се официјално регистрирани во земјата. Со овие бројки земјава се наоѓа на 78-то место во светот. Таа има слаба стапка на раст од 1,5%, со што на глобално ниво за 5 години од 58-то паднала на 78-то место во светот. Скопје пак е домаќин на 83% од сите стартапи во земјава. Startup Blink од 700 најдобри градови во индексот на екосистеми за Скопје вели дека е на 552-та позиција и има пад од 15 места во споредба со претходната година. Во Источна Европа пак е на 34-то место. Главниот предизвик на земјата е одливот на мозоци. 30-годишните напори на Северна Македонија за приклучување кон Европската Унија доведоа до намалување на мотивацијата, бидејќи предприемачкиот дух има тенденција да емигрира во попријатни екосистеми. Многу од најталентираните македонци ја напуштаат земјата во потрага по подобри можности на друго место. Сепак во IT секторот можно е работниците да останат во земјата и да добиваат конкурентни плати и бенефиции благодарение на ниските трошоци. Северна Македонија има еден од најниските даночни оптоварувања на корпорациите во светот. Споредено со соседните земји, според глобалниот рейтинг, Македонија е само пред Албанија, а заостанува зад Србија, Грција и Бугарија. Стартапите креираат продукти. Продуктите имаат додадена вредност и со продажба на тој продукт се продава и кога они спијат, што значи дека секоја продажба на тој продукт, особено во странскиот пазар, исто е како ние да извезуваме производи. Наместо да извезуваме руда, можеме да извезуваме знаење. Тоа знаење да го наплатиме и тоа како добро во поразвиените економии, тоа да биде како прилив во економијата. Прашањето е, за да подобриме економијата, дали сакаме да отвараме нови рудници или сакаме да креираме програми кои што ќе креираат нови продукти, кои што ќе стигнат до тие статуси и да враќаат во економијата назад и да се развиваме напред. Најголем предизвик за македонските стартапи е малиот домашен пазар, недостиг на инвестиции, како и силна концентрација на стартапи во главниот град. Државата со години се обидува да го донесе законот за бизнис ангели, кои би требало да помогнат во инвестирањето во стартапите. Моментално тој е во собраниска процедура поради локалните избори кои престојат и постапката е стопирана. Гого Рафајловски, кој е коосновач на Zephyr Angels и кој учествувал во изработката на законот, вели дека тој нема да ги реши сите проблеми за стартапите и бизнис ангелите, но ќе ги доведе во колосек, ќе ги поттикне и охрабри инвеститорите. Моментално бизнис ангелите функционираат, инвестираат во стартапи. Од друга страна, стартапите постојат нормално и пред законот и тие бараат активно различни видови на финансирање. Во принцип, стартапите им треба секогаш им треба тој почетен капитал. Од друга страна, бројот на инвестиции, неофицијално пак морам да кажам, е некаде околу 25 милиони евра во последниве 5 години. Тоа значи дека годишно во просек по 5-6 милиони евра влегуваат како директни инвестиции во македонските стартапи. Со тоа што морам да кажам дека нашите анализи покажуваат дека поголем дел од тој капитал е странски капитал. Односно, се повеќе странски компании, венчур капитал фондови, бизнис ангели од странство вложуваат во македонски стартапи.
Од една страна тоа е добро затоа што стартапите се раѓаат со некоја интернационална компонента, од друга страна тоа сакаме да го смениме затоа што сакаме првин македонскиот капитал да биде една од првите инвестициски рунди што се случуваат во домашните стартапи. Со законот бизнис ангелите ќе можат да користат даночни поволности, ќе може да се стекнат со максимум 25% собственост во компанија, но нема да можат да бидат управители, ниту да земаат плата или надоместоци од компанијата во која вложуваат. Тие ќе може да создаваат и мрежи, но да се основани како непрофитни правни лица и ќе имаат можност да аплицираат за буџетска поддршка за активности што го стимулираат ангелското инвестирање. Но освен инвестициите, еден од најголемите предизвици на оние кои започнале стартап е и неговата одржливост. Она што ни е важно од кога ќе завршат инкубаторската програма е понатаму да ги врежиме со останати партнери од мрежата, дали се тоа акселераторски програми, дали се програми кои што моментално се одвиваат во други држави надвор од Македонија, бидејќи голем дел од бизнис идеите кои што се дел од инкубаторската програма најчесто целат кон глобални пазари. Така да нашата улога тука е да ги вмрежиме со останати наши партнери од Европа и светот кои што можат да им помогнат во развој на нивната бизнис идеја. Втората, значи некој ќе дојде до финансиски средства и ќе го отвори својот стартап, но после тоа е многу поважно вистинска насока. Кај нас има многу ментори и експерти кои што може да го пренесат своето знаење, но од толку преплавени реклами нели не знаете кој е релевантен. Така да тука се соочуваат со голем предизвик да дојдат до тој што треба да ги насочи како што треба. Вештачката интелигенција се почесто е основ за стартап бизнисите. Дури 90% од компаниите инвестираат во AI, а околу 70 до 78% веќе користат AI алатки или технологии во своето работење. Користејќи ги можностите на вештачката интелигенција и Фактум ја унапредиле платформата, која сега може да искреира дури одбрана за судски случаи, или пак да најде, например, колку случаи за украдени кебапчиња завршиле со правосудни пресуди и какви тие биле. Замислете го тоа како еден многу вешт приправник, ајде да го речам, каде што вие ќе му дадете инструкции и тој ќе го состави, значи ќе направи костур, темплейт, ќе го пополни со сите неопходни податоци, докази кои што ќе му ги приложите, ќе ги цитира, секогаш ќе ја запази законската форма, затоа што нели секогаш се потпира на тоа што законот го диктира, така што апсолутно може да состави одбрана или било кој друг. Собствениците на Фактум веќе го прошириле бизнесот и во Србија, а целат и кон светските пазари. Во Македонија пак има компанија која почнала како стартап и постои скоро 2 години и веќе остварува приближно 10 милиони евра приходи, работејќи на светските пазари. Сепак од земјава, помал дел од стартапите успеваат да излезат на светскиот пазар, поради ограничениот домашен капитал, иако постои зголемен тренд на заинтересираност од странски инвеститори. Тука завршува ова издание на Бизнис Објектив. Секако ве поканувам да не следите на нашите социјални мрежи. Благодарам за вниманието.